Сакам ја да ми контрат, интересно ми извини. Силна жена никогаш не злоупотребува емоции. Ако беше за по секоја цена, ја до сега 10 пати ќе бев оженет и 10 пати ќе имав деца. Ке дојдат тие сродни души, ке се залепиме еден со друг. Да ти кажам искрено на прва фати. Овде ми се сите, овде секако сите спонтано даваат. Таму се и поладни луѓето. Само пелени не можам да сменам. Никогаш не ми значеле средствата финансиски. Здрава Македонија, добро дојдовте во вашето омилено неделна шоу Hot Stars. Ход баш како тебе и мене, Емче, нели? А јас мислам дека и нашите гледачи така се чувствуваат затоа што знаат дека токму оваа вечер следуваат најжешките приказни со најжешките гости, најжешките водителки. Се нека биде жешко, нека е качена температурата на максимум и нека е само за убаво. Сега време е да ги најавиме тие жешки гости кои што ги кажавме. Ке започнеме најпрво од нашата прва гостинка, односно дамата која што е символ за гламур. За естетика. За што друго, Емче, кажи ми ти. Трендсетер. Точно, може да кажеме. И човек кој што важи дека прави многу храбри животни одлуки. Затоа ве молам се еден огромен аплауз да ја поздравиме модната дизајнерка и инфлуенсерка Ива Спасовска. Како си, лепатица, што си убава? Благодарам на прекрасната најава. Како си, Емче? Прекрасно изгледаш. Ој, исто и вие преубави сте. Може вака да те видат тука и види. Thank you. А сега продолжуваме понатака. Ива, можеш да се сместиш каде сакаш, дамите бираат први, а сега продолжуваме и со нашиот втор гостин, односно дечкото кој што важи за гласот на македонската ноќна сцена долги години. А при тоа, пред само неколку месеци се оствари и во најважната животна улога, а за тоа ќе зборуваме подоцна и на сцена ќе го поканиме нашиот Драган Темелков или на сите нас познат како Џони. Hello. Право со Емче, така. Полека само да не... Ама ја биде Емче и одма тука не знае. Добро, со грб сте ми многу. На кого да го... Вака сврти се само, вака сврти се. Па многу сака чоколада. Ама ова е бајадера, за тебе и за Ова неа. знаеш што е? Крем чоколада. Пола бело. О, Сакам да те прашам нешто. нешто. За тебе и шеро за мене. Дали ова е од Ова ми е од поклон што ми носеа на мекиците и многу ми донесоа во 30 кај што одам ги носам па викам ај на вас. Нека носат само кај тебе, ти да носиш на другите. Како така викаат да има. србите, поклону се не гледа у очи. Така е, точно, благодариме многу, седни слободно. Епа, ајде официјално да ви посакам добре дојдовте. Џони, ти си не за прв пат тука кај нас во општо во Старс. За прв пат да. Мислам дека одамна си имаме договарано, ама Така. не знам нешто се издеси така. Никако да се договориме Никако да да се договориме стигнеш. да се најдеме. И сега не требаше да дојдеш и нешто И се случи. Нешто се случи, ама ти ми кажа дека со Ива ќе бидам гостин и за тоа. Да, така, точно. Ме прашаш Да. кој ќе бидам гостин со Ива? Да. Добро, тогаш доаѓам. Не се зезам. Не можевме Баш да се во- погодиме, ама на комплимент. и така беше реално. Како сте ми? Добри ли сте? Супер, одлично сум Ивче. По втор пат гостувам кај тебе и Така е. така баш ми е Тебе ти е втор пријатно. пат? Да. Да, Значи, мене има ми е прв пат. дојдено. Точно. Да. Многу убаво изгледате, сакам да ви го пофалам изгледот, иако е лето, иако е топло, вие сте одбрале така малку по затворен тип на облека. Ти Што така? благодарам. Па јас го одбрав црното овој пат затоа што нели е стил, елеганција, некако се чувствувам многу комфортно моментално во црно баш периодов. Џони? А ја да ти кажам искрено прв пат у емисија или на некој јавен настап носам бела мајца. Не знам зашто ми текна бело да облечам. 90% гардеробата дома ми е црна. Сега не знам Ива, може Ива да каже дали сум погодил, пошто она е... Да, одлично со патиките ти врзува многу, така да црно и бело е најдобра комбинација. Значи не сум мутнал, добро. Јас сакам да Дека ништо кажам, помеѓу бело или црно, така да тука сме на ист левел околу тоа, да. Добро да има контраст малку. Да. јас сакам да кажам да ни одговара и на мене и на Емче. Црно со бело бајадерате и затоа и ти така се облекол. Како ви поминува летото до сега? Летните денови кај мене знаеш Ива на работно. Сега сме ангажирани малце со настапи, повеќе приватни журки има. Ноќниот живот вака по дискотеки ве падна, сега повеќе Охрид, малце Да, југот ти на Македонија. летно време си Југот на Охрид, не те Македонија, бараме да. тука. Се селиме од Скопје во лето. Мене летото ќе ми е одвоено на повеќе локации. Како А, секогаш? Да, и летото ми трае веќе долго време и уште ќе трае. Така да одлично, секогаш си правам да ми биде интересно и
И забавно. И забавно, па срце. нормално. Како кога бевме во Турција, како ми кажа, Ивана, мора малку да се опуштиш. Од Така е. тука, да, и јас од тогаш како си сватив здраво за готово дека треба малку Ти повеќе си да претерала. живеам. Не, претерала во граници никој на случај. нормала, да. Меѓутоа и требаше тоа. Уште сме многу млади за да седиме На компјутер затворени. само. Па да. Така е, Да. апсолутно се согласувам со тоа. Ќе почнам од тебе, затоа што си дама, затоа што си женско, секако. Колку години имаш кариера тука во Македонија? 20? Да, 20. 20 години кариера. Што ти текнува да заминеш Чикаго? Зошто Чикаго? Тука веќе ти е досадно мал простор. Те исполни се она или сакаш нешто поголемо? Зошто Чикаго? Не, никој пат не сум била мегаломан, иако случките што ми се случуваат и приликите во животот ми налагаат да тоа така изгледа. Но не сум имала јас желба да се селам никогаш од Македонија. Секогаш кога сум се селела, тоа било случајно и сум го гледала како знак кој што е повик можеби и сум имала прилика да можам и услови да можам да се експериментирам. Ама тоа е па многу важно што ги прифаќаш тиете повици. Што се кажува, Џони, ти пример експериментираш ли така пример да ти се отвори прилика да заминеш некаде поради нешто и да заминеш, да заминеш од тука, од Македонија, заради не знам, ете работа. Да ти кажам искрено, и ја некако дали сум врзан со Македонија, можам да заминам само на кратко, иначе не сум ни размислил да еве имав понуди реално ќе ти кажам и за Австралија. За турнеа или за живење За таму? турнеа, па сега и за живење можеби за Австралија, али тоа беше малце по, може да има и 10 години, пред 10 години, Так. негде 7-8-10 години, не знам точно. Некако можам да отидам само Да така, не прошеташ? период да прочетам или работно сум одел во многу држави, ама да останам да живеам. Си имаш ли покајано, ете, што си останал тука, а не си заминал? Некогаш Искрено имаш не. ли? Не? Искрено не. Ја сум можел и можем и сега да заминам ако сакам. Така. Ама некако сум врзан патриотски некако за Македонија. А сега од неодамна ти се оствари во улога на татко, го кажав тоа и во најавата. Тоа може би е најубавата животна улога кој што човек може да доживее, татко од машки аспект, мајка од женски аспект во секој случај. Милан, така се вика, Милан, зошто да. Милан? Па да ти кажам искрено, одамна, од ептен млад си имам заречено дека ќе се вика Милан ако имам машко дете. Добро, и дедо ми се вика Милан, брат ми е Миле, исто по дедо ми, и така ми беше зацртано и зацртано ми е тоа одамна дека. Знаеш што е најубаво, Ивана? Ајде кажи. Кога сите ќе се откажат од тебе, ти тогаш ќе поентираш. Така? Така. Кога сите ќе добро. дигнат раце. Значи, Да. значи сите имаме време, сакаш да кажеш. Сите имаме време, не Добре. очајувајте, само да ќе ви Господ да ви даде на сите за да осетите која Амин. убавина е таа. Амин, нека е. Ива, ти пример сакаш ли да се оствариш во улога на мајка? Кога веќе го отворив ова, не ми беше планирано, но еве би те Искрено прашала. да, од секогаш сум сакала. Всушност, уште како девојче сум сонувала нели еден ден да стана мајка, а првата потреба вистинска за грижа ми се случи пред 13 години, кога си го купив Аха. кучето прво од миленичињето. Да, така да, секако, тоа ми е, мислам дека и главна мисија. Добро, сега тука имам запишано некој прашање што сакам да си го кажам, затоа што има некои чаршиски разговори кои што кружат дека си заминала во Чикаго конкретно заради тоа што тука пример си се соочувала со љубомора од други модни дизајнери. Па сакам да те прашам дали е точно или има некоја друга тематика зошто е твоето заминување таму? Тематиката е напомената и предходно. Моето експериментирање и тој мој див дух кој што секогаш ќе трае додека сум жива, си го негувам на тој начин, што си давам шанси за и прилики за промена. А за таков чаршески муабет не сум слушнала. Верувам дека постојат нели ситуации од страна, меѓутоа никој пат не влегло тоа во моите уши. А Да. и мојот порив никогаш не би бил таков за било какво заминување. Не играм јас на таков начин. Добро. Кажи ми само гламурот, пример кој што се представува во Америка. Тоа е вистина што се живее, пример, во Америка сите живеат ултра луксузно, богато, си излегуваат цело време по ресторани или сепак треба вистински добро да заработуваш за да можеш
ете со македонски пасош. Претпоставувам дека си со македонски пасош замината. Да, јас сум, меѓутоа јас имам виза, всушност имам грин кард. Да можеш да одиш кога? Која што е всушност, ако ги испочитувам сите правила, како што треба, добивам државјанство. А сега, за начинот на живот, исто како и овде, секој си го одбира, дефинитивно таму има многу луксус, и има многу кругови кои што го живеат тоа секојдневно, има луѓе кои што влагаат привремено во таквите кругови, од типот на прекрасни локации, со различен аутфит и стајлинзи кои што се така со висока мода, меѓутоа се зависи нели од самото обкружување. Да речеме дека во Чикаго конкретно има многу балкански населби и е малку поинаку. Да не се лажеме, меѓутоа американците, чистите американци кои што живеат или ајде да ги речам грубо кажано странци кои што се доста поразлично функционираат доста поразлично и доста и поладно, а и имаат некој начин на живот кој што е многу поразличен од нашиот, така да се двои, тој момент се двои во Америка, многу се осеќа. А кој поубаво се облекува, пример? Кој поубаво според тебе е луѓето кои што живеат таму или еве луѓето кои што живеат тука? Јас и пред 9 години кога бев прв пат во Америка, а и со оглед на нели неколку места, повеќе места што сум ги посетила настрана, и пак ќе речам дека на Балканот жените конкретно, па и мажите се облекуваат прекрасно, внимаваат на својот стил и многу го ценат тоа и се познава, се гледа, тоа се зрачи од страна, дека внимаваат секојдневно на стилот, не само за одредени моменти и настани. Благодариме за одговорот. Сега тука Џони сакам да го прашам, која е најдалечната дестинација која што имаш посетена? Исто и прашањето и за тебе. Па најдалечната е Калифорнија. Дубај. Дубај? Да, сега бев скоро. Пред да пати војна или или после војна? Точно кога се вратив после дали има 2 недели, 3, тогаш фати војната. Пред да фати војната, точно. Ти се допадна Дубај? Да ти кажам искрено, ми се допадна Ептен, ама не ми се допадна само една работа, климата во Дубај не ми се допадна. Да, надвор плюс 50, а тамо климите во кој дали во хотел или во некој локал ќе влезеш, им се на минус 50. До крај, ама им се изгледа појачени. И, значи, не знам, али надвор реално не се живее. Тебе изгледа од таму уште те држи, затоа ти си облече палта. Викам, што е сигурно, да. Да, сигурно. Ајде сега настрана од Дубај, јас сакам да те прашам, кафанскиот бакшиш, дали купува вистинска среќа или е само моментална илузија за убав живот? Или поразлично парите дали купуваат среќа или илузија за убав живот? Види, Ивана, искрено, јас сум навикнат и да имам и да немам. Кога ти било поубаво? Прво сум немал, па сум имал, пошто сум почнал стварно од нула. А кога ми се роди детето сега, сваќаш дека ништо не е повредно од фамилијата. Тогаш сваќаш колку се невредни парите до тогаш. Не, вредни се, например, до некоја граница, сите сакаме барем нормален живот, да излезеш, да се дотераш, да си купиш, да имаш... Пелени да купиш требаат пари. Да. На крајот од денот. Така е, и сега е скап животот, треба да имаш пари, али најголемото богатство е фамилијата според мене. Ива, ти што мислиш на ова? Па јас немам собствено оформена своја, меѓутоа многу сум врзана со семејството. Не, дали парите купуваат среќата, тоа ми беше прашањето. Никогаш не ми значеле средствата финансиски, но со оглед на тоа дека условите во кои што сум живеела ми направиле таков живот каков што сум денес, која што сум јас и ми изградиле во таква личност, дефинитивно можам да кажам дека и влијаело и колку и да сум јас лично само заработувала и се уште заработувам 20 години веќе, иако е поривот од уметност и друга потреба, дефинитивно ги ценам многу и ги сакам. Ги сакам и дефинитивно менуваат. Нормално, ама јас мислам дека нема човек што не сака да има поубав живот, не сака, а за тоа секако дека се потребни финансиски средства, да не се лажеме. Така е реално. Дали инфлуенсерскиот свет стана фабрика за лаги и филтри? И ете колку ти е тебе конкретно мачно да го одржуваш тој совршен, не знам, тек кој што се пласира
на социјалните мрежи? Затоа што го работиш и инфлуенсерството, не е само модата, така и те најавив и на сам почеток. Така, јас одговорот ќе го дадам лично од свој аспект, Така е. од мој агол, и дефинитивно не би се согласила дека е лажен. Баш поради тоа што конкретно јас сум се истакнала на начин на кој што јас сум изградила свој продукт на база нормално на доверба на луѓето и никогаш не би прифатила да кажам нешто што не го мислам или пак да промовирам некоја услуга или производ кој што не го користам. Така да дефинитивно се што се базира на моите социјални медиуми е вистина. Добро. Џони, ти си пробал ли некогаш да работиш како инфлуенсер? Реално имаш публика и ти позади себе продаваш ти покрај настапи, може и нешто друго? Искрено не сум ни сакал, сум рекламирал само луѓе што ми се блиски и пријатели, на пример, ресторани кај што седам од кеф од срце, да, за пари не до сега. Значи не сакаш да работиш така? Па не викам дека и нема да работам некогаш, ама сега за сега не. Тука сум запишала некое прашање како затоа што музичарите сами по себе нели самата работа носи да тоа се прибираат малку покасно навечер, свирките се реално во ноќните часови, некогаш и во утренски часови. Утренски, да. Изгуби ли некогаш верба, надеж дека ќе ја сретнешете Сара? Преска ми кажа нешто, кога сите се откажа, тогаш се случи нешто, па дали ете... Си знаеш и како се вика добро. Искрено, можда и имав изгубено малце, да бидам искрен. Пошто бубањ, те немаше крај тоа, сведеш, и навикнати биоритам сменет цел живот. Јас веќе ова го работам, као и Ива што кажа, над 20 години кај мене е можда. Значи, цело време таман ќе се наместиш да легнеш порано, за 2 дена си пак на настап и пак треба да легнеш ти у 5-6 саат. Например, има у диско клубовите кои работеа, се почнува и во 1:30 и во 2 часот. По полноќ, така да завршуваш у 4-4:30, додека да се раздужиш да идеш дома, 6 саат може да те најде, па и додека да заспиш 7. И не можеш да функционираш како нормални луѓе. Многу пати кога сум се враќал дома, моите комши идат на работа да ги поздравам. Си купуваат. Да. И значи ти тука губиш целосна верба дека нешто може конечно да се смени и тогаш се појавува. Како се запознаваш со Сара? Никогаш немам ниту слушнато, наеднаш само видов дека доби дете. А не знаев дека си женет. Година дена пред тоа се запознавме ние во ресторан Дион. Имавме тоа, правевме дали after work, некој настап имавме. На настап значи се запознавте? На настап се запознавме. Ете, гледаш, Па кај да се запознавам ја? На тенис да отидам со Вајле. На настап ќе ја запознавам. И мислам дека она не било прв пат кај мене на настап, ама тогаш баш прв пат се видовме, се родија искри некој. Видов едно девојче ме гледа и викам ајде. Ајде да запознаеме. Добро, и јас ја забележав, признавам, да, и после година дена бевме заедно и после тоа решивме да се оствариме, да пробаме да се оствариме и да ти кажам искрено на прва фати. Браво, добро, ти благодарам на искреноста, не очекував дека до толку искрени одговори ќе ми даваш. Ето тука и Ива ќе ја прашам, дали веруваш, пример дека вистинска љубов постои, дека постои правилно време, правилно место, кога треба да ја запознаеш или ја имаш веќе запознаено? Верувам дека постои, никогаш нема да престанам да верувам. Верувам дека сите ние заслужуваме да си се најдеме со нашите сродни души. Не верувам во тајминг и во време. Тоа никогаш не можеме да знаеме. И некогаш мислиме дека е тоа, па не, но никогаш не треба да се откажуваме од вербата, затоа што мислам дека не е фер од Бога ако престанеме да веруваме во тоа. Во ова време на брзи врски, колку ти е важно во Америка да се чувствуваш сакано? И не ми одговори на прашањето дали веќе го имаш пронајдено нештото или се уште го бараш? Може би го имам пронајдено, може би мислам и порано нели сум мислела така. И сега исто сум во ситуација каде што секој пат си давам шанса да верувам. И навистина таа работа не може да се поверува одеднаш, мора нели да се даде време и да се види дали е тоа, така да Од искуство кога најмалку очекуваш, тогаш ќе ти се деси. Сите така кажуваат. Ама така е стварно. Ама така значи треба никој да не очекува ништо.
Не да не очекуваш, ти да очекуваш, Да ама веруваш. треба да веруваш, убаво Така. кажа. Па ако веруваш, очекуваш. Ама не Вербата ја знаеш пушташ. кога да очекуваш. Не правиме притисок Проблемот е- за случките кога ќе се Леле случи. Ивана, кој ќе биде тој да го те молам да го запознам. Да го запознам кој ќе биде средниот добиток. Браво, сакала. Да видам. Опа. Нема никаков И да го проблем. викнеш у емисија вака да му контраш. Ке го викнам и Да, во да, емисија. Не контрам иначе вака Не, дома се- кога сум. Треба да Добро, веруваме дека Сакам ја да ми контрат, интересно ми извини. треба да веруваме дека ќе дојде љубовта и дека ќе дојдат тие сродни души, ќе се залепиме еден со друг. Но кога ќе биде тоа? Е така, не знаеме кога. Не може да веруваш Јас ти треба реков, кога. да чекај како ќе притискаме. се залепат сега. Дали во Америка навистина ти е важно да бидеш сакана, затоа што таму верувам дека не ти е како тука кај нас во Македонија. Тука пример кај нас природно доаѓа да имаш другарки, фамилија, роднини, пријатели, па ги имаш и поблиските луѓе кои што може да ти го дадат сето тоа. Но пример во држава каде што е на вистина преку океански, верувам дека љубовта тогаш многу повеќе е значајна отколку Така е. Со самиот факт дека сега не можат сите да се согласат со мене, меѓутоа јас сум многу фамилиарен човек и јас многу сум блиска со моите роднини, па и пријатели. И мене фактот дека сум преку океани многу ми е болен тој факт. Навистина ми е имам веќе пола тага е во мене само поради таа причина. Другата работа убава е што се надополнувам со убавите работи околу мене, меѓутоа тогаш уште повеќе, дупло повеќе ми фали, мислам ми треба љубов и многу ми е значајна. Дефинитивно многу ми е позначајна таму отколку овде. Зашто овде ми се сите, овде секако сите спонтано даваат. Таму се и поладни луѓето. Добро, ти благодарам на одговорот. Сега ќе го прашам тука Џони. Треба ли по секоја цена да се биде во брак само да си има деца или вреди да се почека? Па еве, јас сум ти жив пример. Ако беше за по секоја цена, ја до сега 10 пати ќе бев оженет и 10 пати ќе имав деца. Значи, секако... Се сеќавам на еден разговор што ми кажа Ивана, немој да брзаш. Добро, ти... Ама кога беше тоа? Па пред, не знам, година дена. После ќе ти кажам друго. Друго? Да, Кажи ама ми, после- ајде сега прашувам. Брзај. Побрза Ивана, да го осетиш Па тој сега, благодет. па сега те прашувам, треба ли по секоја цена да се биде во брак, ми кажуваш? Никако, ако е само значи мора да знаеш кој ќе ти роди дете или со кој ќе се оствариш како родител. Тоа е многу битно според мене. Јас сум можел, ако ми било на пример по секоја цена само ај дете да имам барем да направам, како што викаат, барем дете направи или нешто. До сега ќе сум имал 10 деца реално и 10 брака за себе. Така да убаво кажавме, треба да го чекаш вистинскиот и кога не очекуваш ќе дојде. Добро, а како балансираш помеѓу микрофонот до 3 наутро и менување на пелени во 4 наутро? Значи се враќаш дома и директно бебе плаче. Точно така, баш го имам осетено сега скоро тоа. И искрен да бидам, само пелени не можам да сменам. Зошто? Мислам, можам да ги сменам Ама што ти мириса? у една ситуација, у друга ја будам Сара, не она да ги искрено. Друго инаку сум врзан со дете, може да кажам дека и повеќе време сум со него. Ја оставам и она да одмори, пошто она, Браво. например, до вечер, јас Браво. кога не спијам, пошто сме испомешани со биоритмот, Сабајле кога се буди, ја се буди нонстоп на секој 2-3 сата, јас го чувам. Ива, тешко ли е да се најде, кажи ми, маж без комплекси кој што може да следи силна жена како тебе? Тешко е, но е возможно да се најде. Маж Постојат без комплекси, затоа што тоа вистина, пример силните жени многу често ги комплексираат слабите мажи би рекла, па и некогаш и силните мажи ако не можат да се справат во даден момент со таа силна жена. Што мислиш ти? Да, дефинитивно постојат многу такви мажи и навистина би ги охрабрила Како? Што да направат? да засукаат ракави вака и да се спротивстават на една жена храбро. Како храбро? Само отворено и искрено. Комплексите што ги кажуваш стојат во бариерите во себе и тоа его што се плашат дека ако го откријат таа ранливост на душата, на срцето, ако го откријат согласувам. пред една силна жена, дека таа жена ќе го злоупотреби. Прво правило, силна жена никогаш не злоупотребува емоции и тоа е, се друго е
небитно искрено, дали ќе се помалку или повеќе амбициозни, дали може да трча заедно со неа, па или ќе научи, но ранливоста да се отвори целосно, емотивно е нешто најтешко во денешно време кај мажите. Апсолутно е така, па и кај жените, не само кај мажите. А ти би била ли со некој што е помалку, Да може би трча полека по тебе. амбициозен? По тебе да трча валца. Помалку амбициозен. Не. Не? Не би било. Би ми издосадило тоа, многу брзо, Искрено, забрзо би искрено. ми издосадило, да. Кажи ми, во кои ситуации најчесто претеруваш во животот? Сите претеруваме во некои ситуации, ти каде најчесто претеруваш? Во што? Во доцнење претерувам, сериозно. Добро. Видовме од приложеното. Да, меѓутоа има и некој повеќе што доцне од мене, така да тоа е. А и ја доцнев, замисли. Замисли. Да. Да, ама добро, Ивана не има фатено на финта. Јас каква среќа имам. со Дојдете на пример у 9, а она знае дека емисијата ќе почне у 10 и ние ја у 9:20 и у 9:40, 9:30 колку беше. Да. Емисијата почна покасно, така да Ивана тактички она ги знае, ги поминала. Искуството си го прави своето. Да, а јас па секаде. Сейф Сити не фати по плат додека брзатме, така? Јас мислам, да. Да ти отвора пораките и она казната пола има да ја Не, платиш. не, никако. Во што претерувам? Претерувам во премногу давање внимание и во очекување на и барем истото. А секако и повеќе. Ми го зема зборот сега. Претерувам со премногу очекување од другите луѓе да го дадат истото што го давам јас према нив. Сега не сме ние светци, не Да, се да, фалиме да, сега да, дека да. даваме, имаме грешки сите, ама искрено претерувам од очекувања и на крај многу пати сум разочаран. Да. Зборам од Точно пријатели тоа, околу себе. затоа што очекуваш. Што мислите вие според вас? Кој поминува повеќе време пред огледало? Знам дека поминуваш и ти многу време пред тоа огледало, сакам да затоа те погледнав. А затоа преска реков дали ти одговара овој агол за седење или тој таму. Не знаеш како, ама јас се Да, преместив. јас сакам да кажам уште на почеток, тука имаше она кавга кој каде да седи. Не зашто беше кој- кавга, јас станав. Добро, малку станав. морам да кажам сега Добро, драматично. добро да емисијата можеш да кажеш. Драматично мора Джентлмен да бев, биде, така има. леле. Така е, Узме. скроз, да. Јас се преместив од овде тука и дојде Ива, вика дали може ја таму да седам? Превртува Секако очи. повели. Не, Превртува очи брата, по која е зелене, поента? смени 4 бои. Викам, затоа што си маж сигурно не ти значи која страна, како си Така. сигурна, вика. Добро. Се негувате ли пример себе? Јас да. Да. Искрено некогаш мора да се негуваш, на пример Секогаш. да настапуваш пред луѓе, пред народ, не можеш да не обрнеш внимание. Малце у последно време, пример кога беше период кога немавме толку настапи и сега плюс со мало дете дома малце Негата на него посветена. Да, негата е посветена повеќе на него. И ама да се негувам искрено. Добро, јас Колку тука- што можам сега, не е птен сега да не звучам онака, да не кажам како. Дали може сега да одиме со кратки и брзи прашања? Како? Ајде, Ива, што прво ти недостига од Скопје кога ќе се разбудиш во Чикаго? Капиштец. Мислев ќе речеш принцес. Не, сега со Скопје кога речем мислев локацијски. Инаку Барби принцес брат ми и внука ми. Добро, ми кажа многу работи, Многу работи. капиштец ќе го оставиме. Џони, која песна ти е преку глава да пееш на настапи? Леле, има повеќе, Една не, кажи. не. Од Наум Петревски многу го сакам, али оди звездо, пошто премногу ми ја бара реално. Добро. Ајде, може ли да ми ја запееш? Ова беше добро. Оди звездо, сестро моја, оди негде сгасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Препеана ми е, не дека е лоша песната, е Не, тама преубава, работа. Ако веќе македонска кога ја песна. бараат сите, јас верувам дека и гледачите ќе се задоволни доколку ја слушнат, затоа и Да не ме сватат инсистирам. погрешно, и јас како пеач и што настапувам нонстоп, значи има песни што премногу се барани Така, на точно. луѓето што им се хитовски, а мене ми се препеани и затоа може Јас да кажам те дека разбирам некогаш комплетно. не ми е, сакам да пеам нешто поново, затоа менјаме ставно репертоар. Инаку тие песни што се хитови ги бараат кај да отидеш да пееш, Така. сите ти викаат ајде таа мора да пееш и по 2 пати некогаш на настап. Добро, ти благодарам на одговор и ти благодарам што одпеа. Ива, со Секако. која светска фаца сакаш да испиеш кафе во Америка? Во Америка со никој. Не? Не.
Нема некој така што ти се допаѓа таму, што ти прави некој интересно? Со некој од Балканот у Америка. Светска фаца. Не е добро, окей. Знам Бритни Спирс, ама не е добра жената веќе. Инаку она ми беше нешто што највеќе го сакав како мала. Окей. Џони, кој прв попушта дома кога со Сара ќе се скарате околу бебето? Она мора. Не. Јас сум бетер од тебе. А вака на контрање, затоа ти реков интересно ми е за контрање. Да. Искрено ме прашува, Јас не се контрам што е уште потрагично. Не, Мене тоа ми е начинот на комуникација. Ако да, ама ме праша, она попушта пове. Добра. Мислам дека она сега у себе си вика би те убила сигурно, ама Ама ќе ти попушта. Ама ќе ти попушта. Ќе прекјутам. Ива, колку кофери облека реално однесе со себе кога замина сега за Америка? На 7 месеци. 3. Три? И еден мал 4. А со колку се врати? Со 3 назад, ама Остави таму таму. остан околу 5 имам. Околу 5? Мислам дека имам околу 5 Окей. таму. пак се враќаш таму? Да. Нареден пат те чекаме со подароци. Во тие 5 куфери, значи сигурно ќе се Една обереве тура тука. пуштив подароци, сега друг пат кога ќе Ето, доаѓам втора, може. да. Џони, со каква музика побрзо заспива Милан? Народно или забавно? Уште не сум го пробал искрено, ама мислам дека со забавно ќе заспива, Со така го забавно? гледам. Па ајде тогаш да слушнеме една песна, Џони, ета по твој вкус, може Ива ќе ти се придружи, иако не е пејачка, може ќе ги покаже тие неиздини вокални способности. Значи ќе мора дуетска песна да испееме. Ајде, Директно може, Јорговани рефренчето? За тебе, Јорговани? Па ајде, нека Ајде. биде за мене. Ива директно рефрен. Лако ćeš ti bez mene. Ал како ću ja bez tebe? Kad dođu teški dani, kad odu svi jarani, kad zamirišu Jorgovani. Браво. Добри сте, Ти си за пејачка, трета професија да ти биде ова. Може, сакам Добре, барем значи една ти имаш песна. повеќе Сакам. професии, така што Викај сега ме ако те одиме. треба Не помош. фаќа Ивана вака неспремна. Ива, Ама без добри тој се. утрински ритуал не ти почува денот. Кратко. Кафе и галкање со моите миленичиња. Тоа Добро. до мене се вака наредени и Мачки, кафенце. кучиња што имаш? 2 мачки, 2 кучиња. Бра. Џони, си заспала и некогаш на стол за време на пауза на свирка? Никогаш. Не? Не. Дали сега може да продолжиме со Емче, затоа што Емче има уште поинтересни прашања спремено од овие што ги имав спремено Од јас. кога ја чекаме, И Емче? има многу интересна рубрика покрај другото. Здраво, Македонија, добродојдовте во мојот сегмент Hot Mama. Вау. Мама. И денес, како што можете да видите, има многу жешко гости. Ти благодарам, Емче. Леле. И многу водителка. И Фала, уште една фала. водителка. Да, така е. Тој е талентиран пејач, чија енергија и харизма со години ја осјојува публиката. Драган, како ќе се чувствуваш денес? Преубаво да ти кажам искрено. Да. Со волку жешки гости и водителки. Најубаво. Добро. И таа е вистинска фашон икона, трендсета и жена која секогаш се издвојува со својот стил и самодоверба. Ива, како чувствуваш? Многу убава изгледа денеска. Ти благодарам. Се чувствувам поласкано, баш онака крунисано со твоите зборови. Да. Фала ти. Почнам со кој? Драган или Ива? Ти кажи. Ти со кој сакаш? Со жена. Така е. Дамите имаат предност, гледаш. Ајде. Ива, Ајде, Емче. ако денес морале да изберете Чикаго или Скопје? Скопје, секогаш. До крајот на животот. Скопје. Ајде, во време на социјални мрежи и дейтинг апликации, дали сметате дека вистинска љубов се уште постои? Да, постои. Сметам дека постои. Вашето презиме има тежина во Македонија. Кога пристигнавте во Америка, дали некогаш се почувствувавте
како одново да морате да се докажувате? Да, дефинитивно. Во тој дел во кој што сум јас во Чикаго, навистина имам многу балканци кои што ме знаат веќе и таму немам потреба да се докажувам. Ниту пак имам потреба ни оние кои што не ме знаат да се докажувам, меѓутоа многу голем дел не ме знаат. Додека овде сум го изградила мојот бренд, презиме и име, а таму нормално дека не. Вау. Што би рекол вашиот прадедо, ако ја прадедо, да, ако ја видеше вашата кариера денес? Многу ќе беше горд, бидејќи истата професија е и мојот прадедо, со истата се занимаваше, па мојот дедо, па татко, па јас. Така да многу ќе беше горд, бидејќи точно неговата лоза му ја продолжувам со ова што сум денес. Инфлуенсер беше прадедо? Моден. Шнајдер да не бил, нема звук. Па инфлуенсер бил, влијаел. Па влијаел, да. На генерали и на команданти им шил, така да им кроел. Па, бил главен у градот. Само терминот инфлуенсер може да се користи, или не? Влијателност, точно. Паралелно ако земеме, може да било исто. Да, стилист им бил, Да. дизајнер им бил, да. Браво. Така да ете. Убаво прашање. Тоа беше добро прашање. Фала многу. И кој е најлудиот DM што некогаш сте го добиле? Леле, секојдневно добивам луди DM и не можам не да се присетам точно. Ама, да речеме дека оние понуди, ке ти перам, ке ти пегувам, ке ти чистам. Само пиши ми, само врати ми. Такви некои смешни работи. Фала многу, Ива. Благодарам. Сега, Драган. Повели. Зашто? Па не знам што ќе ми поставиш, многу ти е темата ти е многу сериозна. Несериозна. Ајде, кој македонски познат лик најмалку би сакал да биде затворен со тебе во иста соба 24 часа? Машки или женски? Женски или машки, не знам. Што беше прашањето? Кој македонски познат лик најмалку би сакал да биде затворен со тебе во иста соба 24 часа? Добро прашање. Добро прашање, провокативно. Требаше и тебе да ти го постави тоа. Кој Драган? јас сум. Гледаш, сега свати зашто се исплашив кога ми се сврте. Сакам име сега. Не знам стварно. Ајде. Кој сака? А кој сакам? Ајде, кој сака? Па сигурно некоја пејачка, не пејач вајда да се затвориме у 4 зида. Не, бит најпред скокли го, ај кажи ми некој друг. Прашање, Не ми текнува, ќе тресам Сама глупост. близу брак човекот сега ке му. Сакаш да ми расипеш тамаре 20 ожери. Ти сакаш да ми расипеш. Ајде. Ако Милан, твојот син, го гледа ова интервју А ќе го гледа? по 20 години, што би сакал да знае за тебе? Дека татко му бил најсреќен човек кога се родил тој. Вау. Да. Браво. 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 Ако Холивуд се јави утре, дали би оставил се и би заминал? Се значи и фамилија и све. Све, фамилија, Би заминал, ама би се вратил да ги земам. Драган, дојди, Драган, сега, еве Холивуд сега. Доаѓа мемче, ама ќе се вратам да ги земам тоа што треба, а иначе одам одма. Реално сега ќе да не се лажем у Холивуд да се јави да не отидам, ќе срамота е. Ке те разбери фамилијата нормално. Ќе ме разберат нормално. Море ќе ми речат оди одма. Ајде. Која е едната работа што никогаш јавно не си ја кажал затоа што си се плашил како луѓето ќе реагираат? Една работа не мора да е поврзана со работата, така може да е дека пример имам повеќе работи, ама на пример дека имам страф од болести.
дека сум бил хипохондрик. Сега немам толкова, порано да. Многу и сум се плашал. Пробувале да ме прашуваат у емисија, ама не сум ги кажал. Сум имал страв. И, например, за некоја диагноза сум се проверувал по едно 10 пати у различни болници. Не сум бил сигурен. А реално, да. Ние, што сме пореметени со ноќниот живот, сите имаме некои такви фалинки, осигурачи паднати. Добро, ама тоа е па еден начин и предпазливост. Не, сваќам сега дека не е табу тема и дека не треба да се крие. Искрено и сега малце ми е подпоминато, пошто издеа излечива болеста, а и мислам дека ја имам фатено од другари мои блиски, што имале така исто така страф од болести и јас сум немал порано ништо. И они дека ми зборале, знаеш, некој кога ќе ти некој твој близок кога ќе ти после да не ми јас стварно чекај да видам да се проверам. Ама мислам дека секој од нас понекогаш го направил Да, тоа. јас сум Кога читаш нешто, гледаш Или кога го земеш да почнеш да читаш, крај нема. Например, за било која болест ти да земеш да ги читаш симптомите, ги имаме сите тие, ќе се пронајдеш со било еве сега да отвориме било која ќе се пронајдеш. Да. Извини, тоа е најдобро е и за таа тематика да се збори, например, кога имаш таков страв, некој да најдеш некој пријател што би споделил со некого, не да го чуваш у себе и само сам да идеш, да го збориш со некого. Само со Прво да се прегледаш. Прво да идеш наместо Тема фаза е дека прво се прегледаш и после ако си добар психотерапевт. Па тоа викам, наместо да оди да снима главата, дека отиде директно на психијатар. Добар ден, добар ден. Сеанса. Ништо пари. Сеанса. Емче, прашање уште имаш? Не, готово. Да? Ива, дали имаш страф од нешто? Да се надоврзам само. И истото. Мислам дека ова е кај сите застапено. И дали помалку и повеќе ме фаќа на периоди кога ми е подосадно, повеќе сум окупирана. Да, кога немаш занимации, да. Па јас немам време да помислам, само нешто ќе осетам некоја сензација како тотално ја игнорирам. Меѓутоа јас 10 години се занимавам, многу сум љубопитна по оние курсеви, по методи на учење, на истражување на сопствената енергија. И знам многу често да искористам такви некои, пример како триење раце, палење на стапче, фокусирање во себе, ке стријам раце, ке се допрам кај што чувствувам некоја сензација, мислејќи на убаво нешто, например некоја светлина како продира преку тоа нешто. Пример, ако коленото имате сензација во коленото, протриваш раце, го држиш и мислиш само дека светлина од сонцето му продира на него. Треба уште Емче да каже дали има страф. Само од сите кажавме, само она остана од нешто. Емче, имаш ли страф ти од нешто? Немам. Емче, Јас имам страв за измија. Добро. ето гледаш. Измија или нешто што прави вака. Буба шваба. Мало? Па не. Да, Буба шваба, бе, буба шваба, 100%. Или Скорпија или... буба шваба. Измија и не знам. Што прави вака, вика? No, Ама зошто се плашиш? Дека ќе те изеде? Да, И после што? Дека толку ќе биде? да. Не. Значи имаш страф, добро. има од змија. А ја Има и фаќам нешто. змии, само да ти кажам. Измија многу. Ја водна змија ја фаќам он. Водно нема измија. Има водна и Не во сува. водно, не во водно, water snake. Нема водна. вода. Во вода ти покажа. Во вода, во Водно вода. нема змија. Има и на водно змии. Додини таму. Нема ли таму да оди? Немој да не одиш од утре да спортуваш. Ја Емче на кеј само трча. Водно икс. Ама има и нешто друго. Не, Емче, нема многу, не се покрај сетира. Има стравот малку, ама има и не нешто друго. Имам нешто тука, имам 2000 ваучер од Аристократ кафе, Аристократ Ти кафе. благодарам, Емче. во автокоманда, Најдобро место во Македонија, те знаеш. Да. Да си го посетите точно. Кај Нинџа. Кај Во Аристократ. кај Нинџете, ќе го поздравиме тука во Го оваа поздравуваме. прилика. Дали си поминавте убаво во целото ова наше дружење? Одлично, јас си поминав. И се уште си поминувам прекрасно. Ти благодарам премногу. Комотно. Преубаво, не ми се завршува емисијата, искрено. Да кажем Ама, уште нешто, ја мислам ако да имате вам нешто. почнавме. Ајде, Да, тогаш, исто. Да вам може почнавме. тогаш да вака, пред Само да не самиот пееме. крај, точно тоа. Ето сега. Пред самиот крај да отпееш нешто вака
Што направите со таа песната што ми ја кажуваше свадба можам да ти голема? кажам, не свадба е голема, можам да ти кажам, платена ми е песната. Таа ли истата? Да, искрено, истата песна ми е. Пред 3 години ми го кажуваше тоа. Да, пред 2,5-3 години и се издесија некои работи, ја не можев, платена ми е кај Бане Опачич во Србија. И уште не отидовме. Како беше свадба века, се сетив. Свадба века, браво, И Ивана. свадба века, каква ти меморија свадба имаш, и ала се? да ти е. Да, ми текна. Свадба века треба да се вика песната уште стои. Само треба да идам да ја снимам и баш сега разговарав со Бане, се договоривме негде у септември да ја снимам. Добра, ајде Така, сега, со која не мора свадба века, со која песна еве вака пред да завршиме емисијата? Момент, ја само да ја одјавам, после тоа можеш да отпееш и после тоа може да завршиме. Предходно Шо сакам да отпеам? Ива да ти посакам. Кој пати да го одбереш? Која држава, која дестинација, кое место да го одбереш? После Токио би за сакала да живење, да ти биде убаво тебе пред се, на душа, да бидеш исполнета, да бидеш срекна, да бидеш насмеана и ете тоа што го кажав, да ти биде убаво на душата. Ете тоа ти го посакувам. Благодарам, јас го посакувам и на Благодарам тебе. премногу. И секако кај да одам, секако сум тука. Така е. Нормално, Македонија во срце си ја носиме сите. Да. Емче, затоа што си ти тука седната, јас не можам да те прескокнам тебе. Јас и ти ќе се гледаме во секоја наредна емисија, затоа што и да сакаш да одиш некаде, дали си се плашала од змии или не. Јас сум змија, можда така во зелено облечена, но Не се плашиш од Ивана, Емче. Па не Ќе се се смеја. дружиме, ќе се дружиме. Драган, тебе ти посакувам ете да се оствари таа таа песна која што моментално ја зборувавме. Нека бидат уште повеќе хитови, не само таа и Ќе отпееме кај тебе у емисија. Може. Да. И нека расте малото да си биде како тата, така убаво си кажувам. Да, супер, најубаво. Ето така се уште е мал, ќе ги следи верувам твоите Не вака како чекори. што го гледам, сигурно ќе биде како тато. Добро, карактерот значи си го има Да. и ти посакувам се најубаво. Ви благодарам на поканата, стварно преубаво се чувствував и со тебе и со Емче до мене секако. Со Ива не мора. Со Ива посебно сакав да кажам, не ми дозволуваш да кажам и со Ива како гостинка заедно со мене, значи искрено многу брзо ми помина вака како 5 минути да траеше емисијата и ви благодарам на поканата уште еднаш. Македонија, ја што да кажам повеќе од ова се што кажавме сега, освен да го оставиме овој наш прекрасен музички изведувач, да слушнеме една прекрасна музичка изведба од него, а до тогаш секако да не заборавите да ги поддржите нашите генерални спонзори, Аристократ кафе, Стар Боем, Микас кои што се грижат за нашиот изглед и да не заборавите да го посетите Аджико, затоа што таму моментално ги има најдобрите производи, летни реквизити од Бествој, се што ви треба. Буквално ние се гледаме следна недела заедно со мене и Емче, а сега завршуваме со текна демони да не Абе не е демон, демол се вика, тоа е акорд. Каков демон, ти све у змии, у демоните ја. Јас слушам,
Дали не слушаше Имаш Демон? С и Д. Не, имаш. да, знам тоа Демол, но Демол. стварно мислев дека пееш. Демол се вика песната од Ѓорѓе Балашевиќ. Од Ѓорѓе Балашевиќ. Ова емисија Демони. Ивана, само сакам да ти кажам дека многу бабо изгледа. Сврти го ова однопаку, не. Доста ви кажам дека убаво изгледа. Абе, ова треба да се снима од страна, живи све. Ова треба да се објави. Нашето неделно шоу Hot Stars. Вашето. Нашето. They are favorite. Добра, ајде, ваше. Како и само ти. Вашето, ајде. Дај бе, чекай малку, што збориме во Што глупости? зборите? Јас и ти што збориме? Што? Отидоа они. А ова се гледа дека ќе се сопнев. Ако може да ме нагази јако. А, така. Клизачи влезе во емисија. Абре, наопаку сум го облекла бодите однатре. Не се гледа. Да не те урочиме. Не се гледа. Ја го приматив тоа. Може Со да прав направам човек, заедно. Знаев. Емче, Емче, така. Сакаш да ја испееме ти си си и ја, а јас сум жаба. Па може. Ајде. Да претиш, али ти си змија. Ти си жаба. Ајде.